Почитувани граѓани, денеска со дел од мојот тим сум во официјална посета на Генералниот секретаријат на Меѓународната организација за криминалистичка полиција Интерпол со седиште во Лион, Франција, каде остварив средби со генералниот секретар на Интерпол Јурген Сток, извршниот директор Стефан Кавана и одговорниот за Интерпол за Европа господинот Франц Шерман. Поводот за оваа посета на Генералниот секретаријат на најголемата политичка организација по бројот на членство, во која членуваат 195 земји од светот, е организирањето на јубилејната 50-та Европска регионална конференција, која во 2023 година е доверена на Република Северна Македонија, што се совпаѓа со уште еден значаен и убав јубилеј, а тоа е 30 години членство на Република Северна Македонија во Интерпол. Ја искористив оваа пригода да изразам благодарност до Генералниот секретаријат и до земјите учеснички на 49-та Европска регионална конференција на Интерпол, која се одржа во мај во Лион, на кој учествуваше делегација од МВР, која што ја предводеше директорот на Бирото за јавна безбедност, господин Сашо Тасевски, кои изразија поддршка и согласање ја прифатија нашата кандидатура, укажувајќи ни ја честа токму нашата земја, Северна Македонија, да биде домаќин на следната Европска регионална конференција на Интерпол. Процесот на подготовки се поврзани со организирање и реализирање на конференцијата и тие веќе се започнати на ниво на Министерството за внатрешни работи, а наскоро ќе бидат започнати на национално ниво, па со особена чест ги информирам нашите денешни домаќини дека датумот за одржувањето на настанот го избравме непосредно по денот на македонската полиција 7 мај, со цел учесниците да ја збогатат прославата на денот на полицијата, но и да дадеме дополнително значење на 30 годишниот јубилеј членство во Интерпол на Република Северна Македонија, а и одржување на самата Европска конференција, како и промоција на полициската соработка во меѓународни рамки, но и промовирање генерално на Република Северна Македонија со незините автентични обележја во светот. На денешната средба, која представува своевидна најава на бројни предстојни активности во МВР со меѓународен презнак во контекст на Интерпол, информирав дека во тек е подготовка за учество на 90-тото Генерално собрание на Интерпол, кој што ќе се одржи во Нью Делхи, Индија, на која ќе учествува висока делегација од нашето министерство. Впрочем, ова е логичен след на случувања, имајќи ја предвид богатата оперативна соработка помеѓу Министерството за внатрешни работи и Интерпол, која се реализира преку активно и континуирано учество на Министерството за внатрешни работи во неколку различни сфери на делување, како што се јавната безбедност и тероризмот, сузбивањето на криминалните организации, нелегалната трговија со дрога и оружје, финансиски и компјутерски криминал, трговија со луѓе, како и други форми на оперативна соработка согласно стратешките приоритети и на Министерството за внатрешни работи и на Интерпол. Ова соработка се реализира преку размена на оперативни податоци и созданија, како и учество на експерти од Министерството за внатрешни работи во работните групи на Интерпол. Со нашето членство во најголемата политичка организација Интерпол, од особено значење е придонесот кој што нашата држава го дава кон меѓународната политичка соработка преку активности и континуитет во работата на споменатите работни групи. Меѓу другото, на денешната средба стана збор и за учеството на нашето МВР во заедничките операции за детектирање и сузбивање на организирани криминални групи кои што се занимаваат со кријумчарење на мигранти и во соработка со Царинската управа во глобална операција за справувањето со криминалот со возила и разбивање на транснационалните мрежи кои што профитираат од ваква нелегална активност, во која што и во Северна Македонија беа одземени 10 возила под сомнение за фалсификат, од кои кај 5 возила се потврдија овие фалсификати. На моје големо задоволство, на денешната средба беше оценето дека Северна Македонија представува кредибилен партнер и лидер во имплементацијата на заедничките оперативни активности, инициирани од страна на Генералниот секретаријат, што представува мотив повеќе за продолжување и на интензивирање на соработката на Интерпол преку континуирано активно учество во тековните активности во организацијата и несебичниот придонес
дефенс на нашата држава со сите своји расположиви капацитети кои има во Министерството за внатрешни работи. Благодарам.